После 6 емисии и стотици пријавени кандидати, кои што за жал, од кои што само малку можевте да видите, поради преголемата заинтересираност, успеавме да одвоиме 14 кандидати кои што настапија во полуфиналето и секако 10 од нив вечерва ќе настапат во финалето на Заблескај. Да ги поздравиме со еден голем аплауз денешните финалисти. А кога сме кај Заблескај, само на кратко да кажам дека ова авантура започнавме во едно безвезне време на пандемија и коронавирус, но тимот успеа да се избори со сите предизвици и еве не вечерва тука. Секако се надеваме дека ова ќе прерасне во една долгогодишна традиција и ќе се дружиме и во иднина. Кога сме веќе исто кај Заблескај, да искористам оваа прилика да ги поздравам Color Media Plus и магазинот Убавини здраве кои што стојат за овој проект, пота главните покровители Орбит и секако нашите рефреш партнери Франк Кафе. Друго што ми останува да ги поздравам секако сите оние пеачи, медиумите и сите оние кои што беа вклучени директно или индиректно во проектот Заблескај. Да не должам многу, секако тука и стручното жири кој што ќе ги оценува вечер оние 10 финалисти, а жирито е составено од Елена Ристевска, потоа Иван Јованов, познат како Ивајо, Вера Милошевска, се извинам, Јосифовска, од составот Љубојна, Антонио Димитриевски, Антонија Гиговска и Даниел Николовски, секако и тука е Тамара Тодевска, која што нема спас од мене во последниве денови. Океј, ако сте вие подготвени да поздравиме и првата кандидатка, тоа е Марија Јаковлевска, која што ќе настапи со The Power of Love од Селин Дион. Повели! The whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I'm your lady and you are my man.
Ви благодарам. Браво, Маријам. Не одува. Ве одува? Не одува. Знам, ја морав дури да извадам и лептир машничка да почнам веќе од преголема возбуда, не можам возбуда да земам секоја чест. Елена, ќе започнам ајде со тебе. Пред се добро вечер на сите пред малите екрани, меѓутоа и присутните вечерва во оваа сала. Кандидатите сакав посебно да ги нагласам, бидејќи на вас вечерва ви е најтешко. Пред да почнам, ќе бидам можда најдолга од сите, меѓутоа сакам да нагласам нешто. Ги слушав кандидатите, полуфиналистите и морам да кажам дека направи само една разлика. Оние кои не влегоа имаа трема. Затоа можеби не го дадоа својот максимум. Многу важно е да ви се погоди денот, моментот да заблескате вистински. Така што, да, и песната секако, Тамара. Јас бидејќи точно знам како е и од таа страна, мислам дека и Антонија исто така на аудиции била, знае како е од таа страна на самата сцена. Меѓутоа знам и од оваа страна колку е полесно. Затоа ви честитам на сите однапред, без разлика кој ќе продолжи понатаму и кој ќе сними дует со мене. Сега коментарот за прекрасната Марија, ќе кажам. Неразнежни, одлична контрола на вокалот, се гледа дека природна убава боја имаш, надареност, емоција, би рекла глас како славе искрено и многу важна една мала забелешка која што се учи со тек на време и се стекнува со искуство, а тоа е да не гледаш надолу, туку да и се обратиш на публиката. Значи, цело време чекав да ме погледнеш, сакам да ми ја пренесеш пораката на песната што ја пееш. Тоа е единствена мала замерка, меѓутоа тоа не беше воопшто проблем да заблескаш вечерва. Ви благодарам од срце. Браво, Марија, некој друг за коментар, дали ви сака да каже збор 2? Антонија. Здраво, многу ми е мило прво што сум со вас овде. Одлична контрола, дефинитивно го делам истото мислење со Елена. Знам колку е тешко од таа страна, и мене ми е тешко и тука искрено. Пон глас на фалсет, одлична контрола. Динамика исто така, сите украси беа на место. Мој совет исто така да се опуштиш, да немаш трема. И да не се стегаш кога пееш. Затоа што точно гледам дека го владееш тој и ја владееш сцената. Благодарам. Во ред, Марија, ти благодарам. Повели, Благодарам. толку сакаш и ти да што да им каже слободно кажи им. Прекрасно беше, браво. Ајде се да напусти статија. Преубава си, преубава. Благодарам. Сега е време за вториот кандидат за денеска. Првиот дечко, првиот момак. Да го поздравиме, Тони Андреев ќе настапи со Кој да ти каже Ивана од Кемал Монтено. Има 26 години и живее во Велес. Да го поздравиме, Тони, победи! Како те сонев, Ивана, како те следев, Ивана, како те конев, Ивана, о моја Ивана. Кој да ти каже, Ивана, не знае никој, Ивана, за она тајна, Ивана, што само за нас, Ивана, остана знајна, Ивана, о моја Ивана. Кој да ти каже, Ивана, како те сакам и ти се враќам. Кој да ти каже, Ивана, каква е ова рана. Кој да ти каже, Ивана, како те сакам и ти се враќам.
за она тајна Ивана, што само за нас Ивана остана знајна Ивана. О, моја Ивана, кој да ти каже Ивана, како те сакам и ти се враќам. Кој да ти каже Ивана, каква е ова рана. Кој да ти каже Ивана, како те сакам и ти се враќам. Кој да ти каже Ивана, каква е ова рана. Благодарам. Журито подготвено, види како те гледа, запишуваат цело време нешто таму. Шкрта, ме интересира што пишува, ама знам дека нема да ми кажат. Даниел, Во секој случај, Тони, браво пред се за храброста и тоа што си тука кажува многу. Сепак тоа е заслуга на твојот талент. И јас можам да го прокоментирам изгледот. Накратко, ти си супер фин дечко, млад дечко, има многу, нели, простор кај тебе и за работа понатака, така што ти посакувам среќа и браво за овој настап, прекрасен беше. Ти благодарам, Даниел. има работа за тебе. Крстовараме заедно, се шалам. Шалам на страна. Чекај, ајде сега микрофончето. Сакам двете дами тука што ми седат од лево. Таму го пуштам, таму. Тони, мене искрено само ми фали твојот персонален тач, тоа многу не го чувме тука. И има и го ова во предвид во иднина. Фразите мораш да ги градиш различно, значи не може исто да ти трае тоа савака, стручно ти кажувам. И користи си боја, не се подпире на долниот дел од носот, туку отвори го вокалот. Тој треба да излезе напред, за да ни ја соопштиш твојата персонална порака. Толку од мене. Инаку изгледаш прекрасно. Супер коментар издржан. Супер дечко, браво, одлично беше. Ја имам една замерка, сакам повеќе да го слушам вокалот, ако може да ми се појача тука каде што седиме. Слушнавте ли, тонци? Значи, тонец, ако може вокал посилно, благодарам. Тоа беше коментарот за Тони помина супер, одлично. Антонија, ајде да го слушај. Оп, извини, Еленче. И јас го познавам Тони лично. Дај го микрофонот на нас. Се шала. И морам да признам дека многу си се подобрил во пењето. Имаш одлична контрола дефинитивно, ова беше стварно добро од пејано. Знам дека можеш повеќе и ми фалеа вокалите. Јоу обрати внимание на тоа следниот пат. Убав си, смеј се. Тоа е тоа. И немаш трема. Знам дека настапуваш често. Убав, стимиње се. Со долга пауза. Убав бил. Мршо сера. Убав бил тука. Јас сум те видел дај побрзи 2003 година. Супер. Кои разлики ги приметил што тогаш не ми одговаре. Остави го микрофонот. Фала ти, дами и господа, Тони Андреев. Одличен настап имаше на така мене. Благодарам. Чао. Преминуваме на третиот кандидат во Заблеска или третиот финалист, ако сакате. Повторно имаме една прекрасна дама, станува збор за Александра Трајчевска, се извинам. Ќе настапи со All the Good Girls Go to Hell од Били Айлиш. Има 17 години. Да, поздравиме. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Beat us on vacation, an open invitation. Animals, everything. Pearly gates looking more like a picket fence. Once you get inside them, your friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All of the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man, it's such a fool. Why we saving them, poisoning them themselves now, begging for our help while hills burn in California. My turn to ignore you. Don't say I didn't warn you. All of the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. There's nothing left to save now. My God is gonna own me. There's nothing left to save now. Елена, ајде ке тебе микрофонот. Александра, многу ми се допаѓа што имаш свој персоналити, векаат американците. Значи свој стил, свој израз, слободна си на сцената, што е многу важно. Значи не гледаше во една точка како повеќето се трема нормално. Ни се обрати на нас и се обрати на публиката. Многу потенцијал има во тебе да се работи и навистина да се постигне нешто големо. Значи вокално секако, како што кажав, со многу стил, интересен убав вокал. Така што мислам дека тука би го замолила Иван да каже нешто. Иван, те наместија? Не, на Тамара, сакаш да кажеш нешто? Или да го дадам микрофонот на Тамара, зашто... Не, овој пат кај Тамара не оди микрофон. Молам уште еден микрофон одма да најдете. Прво, здраво на сите, честитки за одличното шоу. Чест ми е што сум во жири на вакво шоу, со вакво жири е одлично и мислам дека треба вакви шоу повеќе да има во Македонија. Се надеваме дека ќе успееме во тоа, искрено. Така. Што се однесува до Александра, значи стилот нејзин многу ми се допаѓа, значи одлично се понаша на сцена, тоа многу ми се свиѓа, знае како, знае да одглуми, да испее, тоа е многу позитивно кај нејзе и мислам дека треба да продолжи со кариерата. Со исто темпо вака да работи на себе, малци забрзано, ќе видиме како ќе поднесе патот после оваа вечер. Еве и мене ми дадоа коречно микрофон нешто да кажам, а и имав желба. Браво, Александра. Многу ми се допадна тоа што ја исконтролира тремата која што ти се виде на моменти на рачињата и на ноџињата, ама јас тоа сум го преживеала, јас истото ми се случува на моменти кога ми е многу битно нешто, така да почнам да треперам целата. И одлично го исконтролира тоа, не ти се осети ни еднаш во вокалот. И браво за тоа. Кога излезе на сцена, буквално ја наполни сцената во истиот момент и тоа доволно кажува за тебе што имаш во себе. Дека да каже дека си пуничка, тука дека убаво настап. Еве, јас ќе кажам, ако не победиш вечерва и ако не снимиш дует со Елена Ристевска, јас би сакала да снимам со тебе дует. А ја морам со години да снимаме дует. Здраво, тајте. Фала, многу пријатно. Фала ти тебе. Антонија да му дадеме глас. Повели Антонија. Добро вечер и од мене. Све што имав да кажам, кажа другите, така што немам многу што да додам. Знаеш што е најдобро кај тебе? Што така кокетираш со микрофонот, со публиката, со жирито, односно имаш такво персоналити, такво обраќање кон оние на кои сакаш да им ја пренесеш пораката која ја носиш во тебе, што јас немам така непристоен предлог од Тамара да снимам со тебе нешто. Впрочем, имаш премалку години, а премногу потенцијал во тебе и мислам дека она што го носиш у себе, ќе го искористиш на најдобар начин. А тоа ќе го направиш ако не се откажеш
без оглед дали ќе победиш вечерва или нема да победиш. Многу победници не успеале. Успеале оние што се упорни да успеат. Впрочем, има и овде и такви. Дали некој сака да додаде уште нешто од жири? Не? Александра, прекрасен настап. Ти благодарам, слободна си, слободно пушти се. Стигнавме до четвртиот кандидат на нашето талент шоу Заблеска и знаете, преска ви кажав, започнавме по едно безвезне време, но успеавме да се избориме и еве денеска тука. Па да не должам многу, да ја поздравиме Андријана Петрушовска, ќе настапи со Зомби од The Cranberries. Мадам.
Андријана, браво! Благодарам. А сега да се вратиме нели на твојот настап. Ќе ги задржам ја коментарите што ги имам за мене, може после да ги споделам, да не влијам на мислењето на жирито, како темек можам да влијам. Не можам да не го искоментирам пред се стайлингот. Значи, одличен е. Премногу секси, мислам дека ќе освоиш машката публика уште веднаш, уште вечерва. Освоене. Дури вака додека те слушав и гледав, некако ми дојде црнокоса Шакира. Така некако. таков дојам добив, да. Е сега, талентирана, потенцијал во тебе многу, а она што јас би го истакнала како многу важно, меѓутоа како еден вид на твоја предност е емоцијата која ја носиш во гласот природно. Значи, може би до сега и најемотивно ја чувствуваше песната од сите, меѓутоа, мислам дека многу повеќе ти лежат балади, класични балади, да речам, не знам, од типот на Доживотно или на Тамара или на Антонија некоја песна. Па добро, етно, може и од Вера некоја. Тамара, сака уште нешто да испееш. Меѓутоа, ако може нешто на македонски, значи нешто бака што ти доаѓа прво. Рефренче. Некоја така балада која што ти ја сакаш. Било што сакам да слушнам, извини, не сум слушала до сега, никого не сум гледала и сакав ете да, пошто Кренберис и оваа песна верувам дека мислам лесно ти беше да ја испееш. Така и изгледаш. Дека со леснотија ја пееш. Изгледа лесно, но мислам дека не е баш лесно. Да. Ке испееш нешто или да не те малтретираме? Може, да. Ајде. Свирете ја зајди тивком полека. Мене ми е таа песна, гледам судена. Чашата е преполна, ме задушува. Душата е уморна и ме напушта. Андријана Петрушевска, дами и господа. Види, овие се звезди, со нив тешко излегувам ја на крај, камо ли тие. Сега, види со некој што не е звезда. Искрено речено, овде на господинот до мене му верувам кој е стайлингот прашање. Мене ми изгледаш као за на грант у стайлингот. Извините, Си имам чегот право на глас, кажи си, Антонио. Па на 2 гласа, не еден. Мене ми изгледаш као на звезда гранда и тоа нема ништо лошо. И не ми изгледаш као црна Шакира, ми изгледаш као Катарина Остојич, да речеме. И народно знаеш да пееш? Не е лошо, луѓе. Не може да сватиш дека те кара некој се расправа со тебе, те напаѓа. Имам чувство дека ако веќе пееш, не пееш класика, дека народњаци подобро ќе ти лежат. Тоа сакам да го кажам. Ја не смеам да се мешам во тој ред. Тој ред е ваш. Ја само тука вака помагам да се организира цело тоа. Заврши, Антонио, земете му микрофон. Сакам да ми одговори да или не, тоа сакам да прашам. Па не. Не, а? Види, многу луѓе грешат у старт, у кариерата. Ај вака, само на кратко да се надоврзам. Јас сум искрено воодушевен од тоа како изгледаш, преубава си. Пееш преубаво. Да, стварно. Не значи. Да, стварно си прекрасна од сите аспекти, така да што и да пееш, тоа ќе е одлично. Благодарам многу. Сега да ти кажеш само пеј си, бе. И за не ти галеш од зборот. Андријана Петрушевска, дами и господа, победи. А наш следен кандидат ќе каже за малце кандидатка. Повторно имаме еден дечко кој што ќе запоседне сцената, а неговото име Никола Симоновски. Ќе испее Strangers in the Night од Френк Синатра. Уживајте. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love?
Something in your eyes was so exciting. Something in your smile was so inviting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know that love was just a glance away, a warm embrace and dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know that love was just a glance away, a warm embrace and dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Na 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 na. Oh, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Ти благодарам. Никола Симоновски, чекай, како за на камерата изгледам иста висина, вака да заснам понапред. И со патичија, тама. Повели. Вака, значи пеење низ насмевка. Пресекси. Се почувствував дека на мене ми пееш, извинете колешки. Значи, ама тоа е многу битно. Да се почувствува секој еден во публиката дека на него му пееш, дека нему му се обраќаш, дека се обидуваш него или неа да ја шармираш. Вие зезаете се. Прекрасни ви се патиките. Мене ми се смеа. Само имам едно прашање, дали заедно ги купивте или? Не, сега го видов. Ставам за момент да му забранам да речем, кај се па, се прашали? Ама, викам, после ќе гостам. Вака, имам само еден совет. Да ги спакуваш коферите патиките. и право во Америка на Бродвеј. Благодарам многу ми значи. Што му рече патиките на Бродвеј да работи. Ја така, ја тоа слушам. Паки коферите и на Бродвеј во Америка. Тамара ќе ви објасни што е Бродвеј, бидејќи Марко не свати. Да, не. Да, на Со Бродвеј патиките ти се за никаде, бе. Не знам од кај си ги земал. Повели Тамара. Не, дали ти не ја разбра Елена или не ја разбра? Не ја разбрав. Не ја разбра. Второто. Добро, не врска, Никола знае. Никола, здраво, Никола, браво, Никола. Има во тебе има капацитет. Треба многу уште да работиш за да дојдеш до таму каде што те прати Елена. Не лажам. Ја искрено му кажувам. Ти го лажеш. Доста се расправате? Се шалиме, ние вака секогаш и приватно вака се избориме.
Колку е забавно на гости да имат. Не. На штрикси со нож во рака седи цело време, дали. На гости кога ги доеш само Елена збори. Не збори никој. Сега е твојата шанса да збориш. Да. За да се борам лававски од преска, нели гледаш. Потруди се да најдеш некој вокал коуч кој што ќе ти ги изнесе на видели на проблемите кои што не ти се јасни во моментов, мислам проблеми кои што се решливи, затоа што имаш многу талент. Имаш прекрасна насмевка. Значи, стварно не купи со првиот овакво. Сега, например, јас би ти кажала да подзатвориш малце устата додека пееш, да не биде strangers in the night. Че цело време треба вака да збориш и вака да пееш. Озбилно ти кажам. Значи, тие се некои ситници кои што професор би ти ги кажал. Значи, оди, побави се со тоа, најди некој кој што ќе те научи и ќе ти каже што треба да направиш и после може на Бродвеј. Ви благодарам. Вера? Океј. Никола, браво, ти си фантастично момче, симпатичен си, имаш супер харизма и насмевка за сцена и тоа сите не освои. Да, вокал коуч, се согласувам, затоа што цел глас ти е напред, а тој бара контрола поинаква. Но многу е важно, Никола, многу е важно, слушаја музиката, пулсацијата, музиката има своја пулсација. Не можеш само напред да бидеш, мораш да ја слушнеш и да пееш со музиката, значи тој филинг тука недостасуваше, значи слушаја внатрешната пулсација. Се разбира дека може би до матрицата, може би фалеше некоја метлица да заигра, па малку да осетиме, но многу е битно да слушаш, ти си напред, и сега треба малку да слушаш и позади што се случува и околу тебе на сцената. Тоа е мојата забелешка единствена, другото сите го кажа и продолжи понатаму да работиш. Благодарам. Супер критики. Дека нешто не, доста беше. Имаме и Антонија сега да каже. Не го карам. Сакам да му кажам дека Дарио доби конкуренција, тоа сакав да кажам. Нема повисок пејач од него, ама е имало е. И ако продолжиш вака, не ќе има сталци, ќе мора да прават нов модел за тебе. Не се кире, ти сам успеја. Ја ќе ти ставам, ќе ти бидам сталак за микрофон. Дами и господа, Никола Симоновски. Благодарам. Ти благодарам, да повели. Ајде на средина сме пред да повикам Сара Сурладжиовска да ми се придружи, уште еднаш да ги поздравиме Color Media Plus и убавени здравје магазинот кои што стојат нели зад овој проект, исто така нашите главни покровители Орбит и секако нашите рефреш партнери Франк Кафе. А сега, како што реков, време е да повикам нашата шеста кандидатка или шеста финалистка, а тоа е Сара Сурладжиовска која што ќе настапи со I Surrender од Селин Дион. Мадам. So much time I left to live, and this fire's burning still. When I watch you look at me, I think I could find a will to stand for every dream and forsake this solid ground and give up the fear within. Oh, what would happen if they ever knew I'm in love with you? 'Cause I surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. We'll make it through 1,000 dreams. I still make you give them all to me. I hold you in my arms and never let go. I surrender. I know I can't survive another night away from you.
You're the reason I go on, and now I need to see the truth. Right now, there's no better time. From this fear I will break free, and I live again with love. And I know they can't take away from me, and they will see. Сара, дами и господа! Сара, како си? Возбудено? Да, Изморено? возбудено. Мислам, кога настапувам пред вакви личности кои што навистина му се идоли на толку млади деца и младината општо, како да се чувствувам? Така, сега ќе треба тие истите да те критикуваат, затоа спреми си за тоа. Може да фалите, така. И јас нема да ја критикувам дефинитивно. Баш ме радува тоа. Јас Повели се Антонија. сакам многу Сара, ја познавам лично. Сум имала можност да сработам со нејза и многу ми е мило што таа беше дел од моите последни проекти, акустичните верзии на моите песни. И дефинитивно е еден од моите најомилени вокали кои што ги имам слушнато во последниве неколку години. Многу ми е мило што те познавам, работи на гласот, работи на тоа што навистина си, дефинитивно знаеш дека можеш многу. И јас уште кога прв пат те слушнав, еве и Даниел, заедно те слушнавме. Ти прво кога дојде кај мене дома, знаеш што ти кажав. Дефинитивно јас слушнав твоја снимка на Инстаграм. Така и одлучив да ти пишам, да бидеш дел од мојот тим и се надам и во иднина ќе продолжи тоа така. Благодарам. Само напред. Нема во иднина да продолжи така, зашто ќе снимаш за себе. Затоа што дефинитивно јас ке ти пеам, нема гајле. Може и мене? Може. Дефинитивно прекрасна беше тоа, само сакав да ти кажам, само продолжи напред. Благодарам, Даниел. Ке ве замолам. Не би можела да не го искоментирам овој настап. Ќе бидам кратка, технички нема да коментирам, сепак е гала вечер, финале, сте стигнале до тука со своји квалитети сите. Во права смисла на зборот заблеска вечера. Стварно, мислам, тоа е еден збор имам тоа, заблеска.
Се прашував од каде си ми позната и сега ме подсети Антонија, ти посакувам светла соло кариера и имаш многу потенцијал, стварно одува вечерва и што би рекли овие наши колегинице, одувала си данас. Пееш со очите. Знаеш, многу ми се допадна тоа што го така ја изнесе, некако ја изнесе, од петици ја изнесе. Сега да не бидам безобразна, друго нешто сакам да кажам, али од петици ја изнесе песната. Секоја чест, Селин Дион, не е лесно да се пее. Ти се предаваме и ние на тебе. Фала. Дали е тоа се? Или уште нека сака нешто да Антонио, да, те заборавив, извини. Дајте микрофонот брзо там. Јас не те познавам лично, не си била кај мене дома, за разлика од кај Антонија. Знаеш што, мислам дека имам еден збор само да кажам, комплетна. Тоа значи, знаеш кога купуваш нешто, а мене ме купи вечерва, тоа се вика цена перформанси. Доволно да платиш, а да добиеш повеќе од тоа што си платил. Мислам дека доживеав повеќе од тоа што очекувам вечерва од еден од било од кој од вас. Мислам дека имаш доволно добар вокал, знаеш да пренесеш емоцијата, комплетна експресија, да освоиш со сценски настап, со еден збор родена за на сцена. Тоа е тоа. Благодарам премногу. Браво, Сара. Фала. И знаеш и со очите да пееш. Сега чест. Сара, повели супер беше. Одлични коментари. Да ми рече, преска видовме. Следна наша кандидатка, но пред да продолжиме, само нашите гледачи кои што се пред малите екрани во комедитетот на Нивниот дом, дека се јавуваме од салата Cineplex во Скопје Сити Мол, секако на Телма телевизија можете да не гледате. Вечер, нели, гала вечер, она финална, и со нашата следна финалистка, а тоа е Ангела Лавровска, која што ќе настапи со Меланхолија, се извинувам, од Јелена Томашевиќ. Mirujem da je ne probudim, suze krenu, ja svako poljubim, kao da si ti prođena tren. I kad mislim da je prestalo, dođe bol i mrak i znam nešto je ostalo. Taj stari gost što mi sedi celu noć. Melanholija, melanholija, sa tobom došla je, neka tu i ostane, nikom ne dam je. Lutam sa njom, tamo gdje smo nekad sedeli, svi na broju, a mi smo nestali. Dragi, ja i ti prođena tren. I kad mislim da je prestalo, dođe bol i mrak i znam nešto je ostalo. Taj stari gost
Благодарам. Прекрасна си, навистина. Прекрасна си, навистина. Имаш преубава емоција и ја слушам. Меѓутоа мислам дека ова е преголема песна за тебе. Самото тоа што Јелена Томашевиќ мислам дека многу кажува. Имаше преголема трема, цело време ти бегаше матрицата, не можеше да стигнеш да ја отпееш на време, да кажам, да влезеш на точно време. Мислам дека треба многу да се работи за оваа песна. Дури преголеми пејачи не може да отпеат, а дури Јелена Томашевиќ некојаш на концерти навистина не може да отпее. Така што мислам дека би требало некоја полесна песна да одбереш. Во секој случај имаш преубава емоција и мислам дека ако повежбаш и ако поработиш со некој професор, да посетиш некои часови, дефинитивно можеш да ја совладаш на многу лесен начин. Може. Сега јавака кратко, пошто јас ќе кажам као слушач, не као професионален пејач, мене ми беше фантастично. Ме наежи 10 пати сигурно. Емоцијата ти е предобра, а сега тие некои мали финесии беше од советот од Антонија. Ќе поработиш, ќе се среди. Браво, секоја чест. Се ту говоривте така да оди микрофонот, не ми се верува. Да, ќе одиме од сега. Сложно. Прво, да не ме свати Антонија погрешно, меѓутоа не се согласувам дека Јелена Томашевиќ ти е недостижна. Тепачка, а не. Затоа што може да си прва вечерва што успеа да ме наежи, меѓутоа не само на почетокот на песната, туку до самиот крај. Многу важна работа е емоцијата која се носи. Може да бидете најдобриот пејач на светот, може да бидете 20 пати подобри од Бионсе, од Дженифер Хадсон, од не знам кои се. Меѓутоа, она што се носи на сцената е најважното, а тоа е емоцијата. Ти се гледа добрината во очињата. Се гледа дека со повеќе работа во иднина многу можеш да постигнеш. Значи, продолжи понатаму вака, да не наежуваш сите на некои следни твои настапи, доколку нормално не победиш на ова, тоест на овој шоу програм. Тоа е толку? После мене потопа. 18 години имаш време за работа и за забава. Сега би ти рекол, забавувај се и уживај. Толку жирито нема што да каже. Јас би те поздравил. Ангела Лавровска, дами и господа. Супер беше. Повели да се најдам. Повторно имаме дечко на сцената. Тоа ќе биде Ненад Јованов. Ако знаеш она место помеѓу сонот и јавото, тоа е таму кај што можеш да сонуваш. Таму кај што секогаш ќе те сакам. Таму кај што секогаш ќе те чекам. Затоа, ајде дојди со мене. Таму кај што сонештата се раѓаат и времето ни се планира. Мисли само на среќата наша и срцето на крилја ќе ти лита. За секогаш во твојот замислен свет. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me when we were young. Let me photograph you in this light, in case this is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was
told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this life, in case this is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old. It made us restless. It was just like a movie, just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to win me back. Everything just has me back to when you were there, to when you were there. And part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care, but do you still care? Just like a movie, just like a song. My God, this reminds me when we were young. When we were young, when we were young. Let me photograph you in this light, in case this is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old. It made us restless. Oh, I'm so mad I'm getting old. It makes me reckless. It was just like a movie. Wasn't it just like a song? When we were young. Мислиш ли ушта? Уште ме паметиш? Паметиш ушта? Или мислиш ли ушта? Дали уште ме паметиш? Ме паметиш ушта? Да ве прашувам или не? Опа, Тамарче, ке тебе спремен подготвен микрофонот. Што значи Тамара Тодевска ќе го има првиот збор? Што беше ова зборењето, да може да праша? Ја у позадина седев и зборев. Аха, Почествувам го, мојот стив. Не, него му влеговте на последното, на кај што највише душата тука ја испушти и вие му пуштивте да му збори некој у позадина. Затоа ја испушти душата он. Ама го Шо е ја мислев реклама за Орбит дека Не, Жиме мајка. Матрицата беше таква. Ненад, ова твоја беше идеја? Ме збуни тотално. Моја идеја си зборове на моја драга колишка радиоводителка и тебе ти беше кејф она да ти збори додека ти пееш? Да. На последната ова. Па да, е на крајето. Добро, не ми се допадна тоа, небитно. Ме збуни, мислев стварно дека е реклама за Орбит. И викам дека ќе го карав дечково, сега ќе му станев. Ненад, здраво. Ти реков од натур да работи. Да. Ненад, здраво, многу ми е кејф што те гледам тука и многу ми е кејф што ти е созреан гласот и дека си на вистина прераснал во пејачиште и многу сум задоволна и многу сум среќна што те видов во едно вакво издание. Браво, секоја чест. Све издржано, значи немаше една грешка. Браво, секоја чест. Ти реков? Што забори да сликаш? Епанели, when we were young, let me photograph you in this life. Слика ги прв. Ке ти кажам ако некој замиш. Еве и од мене. Јас те забележав веднаш и меѓу првите кандидати. Ве слушнав сите помалку да признам, за да знам со кој ќе си имам работа денес. Мене многу ми се допаѓа тоа што ти, твоето знаење, твојот персоналити, карактерот на песната се си споил.
И ти точен пристап имаш во овој музички свет. Значи, знаеш како да ја градиш една песна, да го најдеш својот стил, усето тоа што ти си го примил и тоа го правиш многу убаво. Фантастично. И таа емоција што ја даде, освој одвлесна песната. Тоа е многу важно. Првите 3 збора се многу битни, првите 3 фрази. Убаво, многу, фантастично. Нена, плиз продолжи. Што ти реков профи да ги помни? Професоре, одлично. Професоре. Процесоре. Процесор, рече. Значи, одлично. Оној спој помеѓу оперското и помеѓу поп музиката или поп стилот, совршено си го направил со прелазите, значи ниту едното, ниту другото не е премногу, него е совршен баланс измеѓу нив две. Емоција која ме разнежни максимално. Значи, што е многу важно, значи вака само се осетив разнежнето убаво. И уметничкиот дојам, срцето што никој не ти го примети во раката од моиве колеги, јас би сакала да ми припадне, може да се доискажам, се извинувам, да ми припадне на мене срцето. Поди го сега. Може би ќе правиме дует, нели? Нема, не можеше да се наполни со хелиум, иначе тебе планираш да летне. Ја не го планирал да пее онака. Мисле така, за тоа го за специјален настап. I feel like a movie star. Нешто уште некој да додаде да каже? Да не сака друг некој да го добие срцето Антонија, може би ти? Не. Елена го освои срцето на Нена. Готово тоа е. Мене ми е многу мило што те гледам повторно овде, затоа што во емисијата кај што бевме јас и Иван инсистирав да видиш повторно ти дел од ова шоу. Инсистира да не те критикува. Да не кажат мислење озбилно ти кажат. Прекрасен си, само продолжи така. Сега кај Антонио микрофонот. Сега. Види, ја овде прочитав магистар по оперско пеење и сега јас да ти кажувам како пееш, исто кога да отидам на гинеколог и да му кажувам како треба да породи жена ми, разбираш? Тоа е безсмислено. Така што единствено нешто што можам да кажам е неподнослива леснотија на изведбата и тоа е фасцинантно. Мислам, она што Елена го кажа, фантастичен спој на оперското со актерско-драмски елементи и сценски реквизити и спој на естрадното пеење. Така што по најдобар правец, ако ова го туркаш, туркај го до крај. А јас мислам дека треба да продолжиш со музика да се занимаваш до крајот на животот. Уште нешто јас сакав да додадам. Ако мене ме прашуваш каде те гледам, негде Дизни, таму, негде да снимаш таму за такви, за Lion King, за такви, за цртани, за филмови, за такво нешто. Убаво ти дошло. Да. Фала многу. Ненад Јованов, дами и господа, се останато ќе биде више да кажам. Продолжуваме понатаму, не остана уште 2 кандидатки, да убаво слушате, уште 2 прекрасни дами чекаат да помине нивниот ред и да ги слушат критиките од нашето жири, односно пофалбите ако може. А следна наша финалистка е Минела Богдановиќ, која што ќе настапи со I Never Loved a Man. You're no good, heartbreaker. You're liar and you're cheat. And I don't know why I let you do these things to me. My friends keep telling me that you ain't no good. Oh, but they don't know that I'd leave you if I could. I guess I'm uptight and I'm stuck like glue. 'Cause I never love the man the way that I love you. Sometime ago I thought you had run out the fools, but I
прекрасна изведба, но сега да видиме дали истото мислење го дели жирито денеска. Антонија, повели. Ти се случила песнава? Текстот. Дефинитивно го почувствував тоа и навистина немам коментар. Фала многу, Антонија, фала ти многу. Од мене само прекрасна си, стварно. Фала, многу благодарам. Иди лоша. Одлично. И импресивно, бидејќи доаѓаш од Врање. Да. Одлично, да. Импресивно, затоа рекам. Значи, коментар немам. Многу благодарам. Значи, совршена техника. Емоција, исто така. Глума, слобода на сцена. Ки направите незгодно да ја биде. Скромно е премногу, види како се стопи целата незгодно. Уште некој? Не, немајте да лоши да бидете тама работа. Бел? Океј, јас Минела ја знам, затоа што знам дека заврши во традиционалниот одбор, мислам, Така е, да. во ДМБУЦ. И Така од е. еден спот каде што ја пееше Калеш Дончо, или се лажам, Да. ми товарил Калеш Дончо, видиш? Како фин да знае. Браво, с какво ме моли? Може да не почасти, ако сака. Не, сега ве молам. Океј, јас само те поздравувам, се гледа човек кога живее на сцена, кога настапува, како тоа изгледа, песната е во твои раце, музиката у твои раце. Јас само мислам дека има уште многу сок во тебе кој треба да го извадиш. Баш да го исцедиш, уште многу, Да, во онака, прав сте. една раф емоција, ептен да не ни биде комотно треба. Фала многу, фала. Ти благодарам. Може да не ме прекинувате, колешка? Да не ме прекинувате, пошто почнав да зборувам. До завршувањето на Заплеска е фер тепачка, фер пресметка помеѓу Тамара Тодеска и Елена Ристеска. Ера. Поканети сте сите. Шала да страдај да видиме. Може да завршам па да испее нешто, може? Кратка ќе бидам, мислам, многу сакам што го изведе овој блуз, онака, баш како што треба и како што му доликува. Уште во еден момент идеше да направиш и браво, секоја чест. Ја не знаев дека си студирала, си учела средно? Да, Овде? средно музичко и на факултет сум сега тука. Одлично збориш македонски, немаш мекола и Фала, ч и ч. Него имаш. Имав доскоро. Имав доскоро, добро. Одлично си, браво, само Фала дале. многу. Само напред. Да, отпевај нешто, испеј нешто, извини ако. Многу ја сакам песната Емил врати се од Бастион, таа ми е. Таа ја ше имав пеен, и ја имам пеена таа. Нежно ми приоѓаш, искусно бакнуваш и не соопштуваш. А јас се прашувам дал крај ќе постои, каква иронија. Можеш да кажеш се, до чај да ме доведеш, до солзи да повредиш, но јас пак ќе бидам само твоја, кажи ми кој би го правел ова се, само да бидеш мој, правам се. Минела Богдановиќ, многу. дами и господа. И последната, но не помалку важна кандидатка за денеска. Анастасија Филиповска ќе настапи со I Have Nothing од Whitney Houston. Share my life. I never asked for too much. Just all that you are and everything that you do. Take my love. I never asked for too much. Just all that you are and everything that you do. I don't really wanna look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold you back again. This passion inside can run for myself with nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna
back again. This passion inside can run for myself. There's nowhere to hide. Your love I remember forever. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Almost imagine you there. Don't walk away from me. No, I have nothing, nothing, nothing. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Almost imagine you there. Don't walk away from me. No, don't walk away from me. Don't you dare walk away from me. No, I have nothing, nothing, nothing if I don't have you, if I don't have you. Анастасија Филиповска, последната финалистка за денеска. Бравос. Благодарам. А сега да видиме жирито исто така што мисли за твојот наслав. Антонио прв. Моето нема што дефинитивно вокално, издржано, моќно, оноку колку што јас разбирам музика, прецизно сигурно е дамите кои се експерти поголеми од мене. Она што мене ми недостасува е естрадниот дел. Значи, естрадата не е само добро пеење, не е само добар вокал. Подразбира сценско однесување, подразбира имидж, подразбира кокетирање со публика, подразбира многу други нешта. Ако сакаш да бидеш естрадна звезда, мораш да работиш на тоа. И на вокалот се разбира, ама за вокалот си на вистинскиот пат. За ова другото, на старт. Антонија? Прекрасна си. Благодарам. Дефинитивно го имаш тоа во себе. Треба да работиш. И за тоа, за сценскиот настап што каже Антонио, се согласувам. Да, меѓутоа мислам дека нон-стоп сметаше сталакот и микрофонот не беше добро наместен. Па Беше што не вака. кажа? А не можам да сред песна. Пак ќе направиш? Дефинитивно за следниот пат да го кажеш тоа. Чувствуваме се пријатно додека пееш и дека изведуваш било која песна. Инаку си прекрасна. Браво. Много ти благодарам. Ева, кај ја на кратко. Значи ти си ја готката на шлагот. Стварно беше одлична. Супер за тоа што ќе се надоврзам на Антонио. Сцената тоа што го бара, тука имаш и тим. Значи заедно со тимот ќе го формите и стилот, и која насока, како нели би можеле луѓето да те идолизираат или помладата популација, а ти тоа у себе го имаш, да. Така што среќно. Молам. Елена. Како последен кандидат би сакала еве од мое име би ги повикала колегиве сите да искоментираме и кога се пее балада не знам што би се подразбирало под сценски настап. Меѓутоа се мисли на присуството на сцена. Не би рекла кокетирање, меѓутоа да се обидеш да ја освоиш публиката, да ги гледаш низ очи, знаеш, вака, малку подзамижани, секси, без разлика што е балада, сепак малку повеќе. Треба да има човек присуство. Како и да е, на сето тоа се работи, со тек на време се стекнува, со искуство и те како, после не знам колку години ќе го имаш, меѓутоа, она што пак ќе го нагласам, еве, и за последен пат вечерва, емоцијата во гласот ја имаш. Кога јас малку ќе растреперам, а сум сепак изведувач, малку потешко
да речем, нашата кожа се ежи и слично. Да, значи има нешто во тебе. Без разлика што ова шоу се вика Заблескај, јас секогаш ќе нагласам дека кај луѓето, кај изведувачите на сцена барам X фактор. Некогаш не е до пеењето, не е ни до сценскиот настап, не е ни до песната. Едноставно има некој X фактор кој што одредува кој ќе биде долги години на сцена, кој ќе биде идол на помладите, кој ќе трае, кој не. Тоа е една моја, да речам, моje гледање на нештата. Така што сите вечерва беа одлични, сите содржат некаков X фактор или некакво, да речам, нешто посебно за разлика од сите други кандидати, затоа се сите вечерва овдека. Меѓутоа, кој ќе победи е релативна работа. Кој денес го дал својот максимум или кој вечерва заблескал најмногу од сите. Тоа е, да, од мене добро, за работата се подразбира, сега треба да заклучиме ете кој најмногу има потенцијал за работа во иднина, бидејќи сите ние имаме некакво искуство веќе стекнато за толку години на сцена и мислам дека до некаде знаеме. Не мора да сме професори по музика, не мора. Искуството кај нас некогаш навистина повеќе кажува од се. Иван, да те прескокнам? Иван, ќе го скокнеме. Кажи благодарам на крај. Ја мисли песната што ќе треба да напише. Се сложувам со Елена. Значи, одлична беше со оглед на тоа што имаше одбрано доста тешка песна. Мислам дека добро ја донесе, нормално со работа, доколку продолжиш да пееш, да работиш, ќе стануваш све подобра и ќе имаш многу подобар сценски настап. Благодарам. Океј, рековме сите. Ќе кажеме па нешто, јас еве, за крај честитам на сите кандидати, не е лесно да се представиш, го кажавме тоа, така, особено кога е интенцијата таа, некој те слуша и треба да те оцени, не е обична публика. За Витни Хјустон само би кажала, слушајте како пеат другите пејачи, како пристапува, зашто тоа е многу важно. Која боја ти треба за таа песна, така? Кои фрази, како треба да ги отпееш? Тутам, тутум, кан, кукун. Има пулсација. Таа одибрано видно, ние треба да ја почувствуваме. И тоа е дел исто така од сцената. Гласот кога се пее Витни Хјустон не може да е само напред. Гласот мора да почне од некаде и да дојде напред. Тоа е Витни Хјустон. И мислам многу храбро што си одбрала темата и дури супер ја одпеа. Ова сега што го кажувам јас е финеси кој еден пејач треба да седне да ги сработи. Инаку честитки од срце. Благодарам. Тамара? И јас да завршувам, конечно јас нешто да завршам, Елена цело време почнуваше, сега ја завршувам. Шала на страна, браво маче, одлично беше. Многу храбро, искрено и јас мислам ретко кој може да си дозволи да пее Витни Хјустон. Јас, например, еве лично не сум се усудила до сега јавно да испеам Витни Хјустон. Ќе пробам. Еве сега ми дојде желба. Продолжи понатаму да работиш на себе, исклучи се од се и биди сконцентрирана само на тоа што го сакаш и верувај ми, ако многу го сакаш, ќе направиш се што ќе посакаш. Само напред. Иначе, Анастасија, видов дека има сега 17 години и што пушти се релаксирано, супер беше. Факт е дека имаш и време кога да работиш на себе и сето тоа да го постигнеш, што ти кажа. Одлична беше вечерва. Повели, ти треба помаш? Да прашам. Драги гледачи, дојдовме сега и до оној дел кога ќе го ангажираме жирито малце повеќе, ќе офрлиме нели во на линијата на огнот, што би рекле постарите, мојата генерација. Што значи сега ќе треба да гласате жири со поени или бодови ако сакате од 1 до 12, но по евровизискиот тип, значи имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 12. Секако јас ќе бидам тука, ќе се дружам со нашите кандидати за многу кратко ќе дознаеме кој е победник на првото вакво талент шоу. Заблескај! Жирито еве го пристигна, со резултатите се надевам во салата тука во Cineplex.
Што значи за многу кратко ќе го дознаеме и победникот. Нашите кандидати или финалисти, ако сакате подготвени, можам да кажам подготвени чекате? Да, едно подготвени. Не сакам да сум на ваше место сега, но тоа е тоа. Знаете самите дека за жал само еден може да биде победник вечерва, а победникот ќе сними дует секако со Елена Ристевска. А музика, аранжман, текст се ќе биде подготвен од еден од најдобрите композитори и продуценти Иван Јованов. Сега, да не должам, верувам дека сите сакате да го дознаете победникот на првото талент шоу од оваков тип Заблескај. Елена, ќе те повикам тебе. Јас ќе се тргнам по настрана малце. Леле, ако маваат по нас, да те наместам тебе. Да, овој прв, тој те поубавата страна. Ја не знаев дека имаме поубава страна, не луѓето. Да, фала, или ја да кажам ова е мојата поубава страна. Елена, повели микрофончето, да ги, ако сакаш да ги поздравиш нашите гледачи. Пред се многу ми е драго што бев дел од овој прекрасен настан. Се надевам искрено дека ќе прерасне во традиција и дека следниот пат некој од моите колеги ќе биде главната награда, односно дует со некој од моите колеги. Имам само едно нешто да им порачам на сите оние кои што секако не се победници на ова шоу. Не заборавајте дека сте топ 10 во топ 10 или во топ 10 пејачи кои што стигнале нели до ова шоу. И многу важно е талент шоу. Не е било каков настан. Значи сите сте талентирани и сте во топ 10 или во топ 10. Така што оно што ќе победи, секако дека ќе биде најсрекниот, меѓутоа да не се разочарувате сите останати. Тоа ми е пораката. Ајде заедно, може? Заедно? Да. Чекај, не знам да читам. На 3-4. Да ти ги дам моите цвикери. 3-4. Сара Сурладжиовска! Победник на првото талент шоу од ваков тип, наречено Заблескај, е Сара Сурладжиовска. Честитки, мадам! Само пред вака, сега Елена додека доделува статуетката, јас сакам да им се обратам на сите други финалисти. Не се секирете, вие нема да бидете заборавени, секако Color Media Plus и убавени и здрави ќе стојат за вас и за вашите промоции во барем најмалку една година, затоа да дадеме еден голем аплауз и за Color Media Plus и за убавени и здравие, кои што, како што реков, ќе пружат безрезервна поддршка понатаму. Дефинитивно во дуетот ќе мора да биде на ниски. Убаво, за твој дует може така, за Марче дуетот тука колили путанец. Седам, ја ќе седам, Елена, ќе стои готово. Ќе пееш балада некоја, стварно ќе ти дадеме. Средено е се. Сара, честитки, знаеш како се чувствуваш? Мислам дека срце очи ми изгледа од гради. Не знам моментално ништо зборувам. Пресречна сум, сакам да му честитам на сите. Бевте прекрасни. Навистина ви посакувам на сите успех и се надевам дека со било кој од вас ќе снимам ја дует некогаш заедно. Супер! Уште еднаш голем аплауз за Сара. Иначе да не сакаш ти нешто да додадеш за крај? Тоа е тоа. Драги гледачи, дојдовме до крајот на првото талент шоу од ваков тип Заблеска. Јас уште една сакам да ги поздравам Color Media Plus, магазинот Убавина и здравие, секако нашите главни покровители Орбит, нашите рефреш партнери Франк Кафе, секако Cineplex кои што ни овозможија овој прекрасен настан да се одвива баш тука, секако на Era Cosmetics за изненадувањата и на сите присутни тука во салата. Ви благодарам секако на финалистите, им благодарам од се срце, немојте да се разочарувате, ќе имате уште многу шанси, во иднина планираме да организираме уште многу вакви талент шоа, затоа следете не, ќе се дружиме. Тоа беше се за денеска, чао од мене и од целиот тим кој што работеше на Заблескај.